Od 25. do 27. septembri 1942. godina v Bosanski Petrovac je održan prvi od kongres na partizanski terekari vo prisustva na 50 delegati. Na kongres odbeja podneseni pogolen broj referati od oblasti na zdravstveната zaštita vo uslovi na narodno-osloboditeljната borba. Od kongresu te upatin proglas do lekarite, studentskata mladina i do drugite zdravstveni rabotnici na neoslobodените краишта, со кои се повикуваат да стапат во редовите на Народно-ослободителната војска на Југославија, како и да ја помагаат со сите можни средства. На конгресот се усвоени нови принципи за организацијата на санитетската служба, која требаше да одговара во условите на борбата и на нејзиниот перспективен развој во Народно-ослободителната војна на југословенските народи. Конгресот набележа насоки и за организирањето и работата на цивилната заштита на населението во услови на војната. Маса луѓе го поздравуваат пристигнувањето на Мусолини и на Хитлер на 25. септември 1937 година. Двајцата диктатори водеа преговори за итало-германското пријателство. Во преговорите Дуче им посвети внимание на идеалите на фашизмот и национал-социјализмот и потенцира дека неговата средба со Хитлер не е насочена против трети земји. Но по 2 години, на 1. септември 1939 година, фашистичка Германија ја нападна Полска и почна Втората светска војна. Аеродромот Каструп Копенхаген во времето на студената војна. На 25. септември 1957 година господја Елеонор Рузвелт слетува на него по своето 3-неделно службено патување во Советскиот сојуз. Цела армија фоторепортери се најде тука за да ја поздрави господја Рузвелт, која го посети Советскиот сојуз како репортер на Њујоршки Таймс. На смеаната господја Рузвелт подоцна се сретна со новинарите и им рече дека за време на својата турнеја се сретнала со советскиот премиер Хрушчов и дека тој рекол оти војна меѓу Советскиот сојуз и Америка е незамислива. На 25. септември 1975 година беше 150-тиот роден ден на железничката локомотива. Зад овој коњаник со знаме се наоѓа копија на локомотивата што го направи своето прво историско патување од Стоктон до Дарлингтон во Англија со брзина од 15 мили на час. Тоа беа локомотивите на пара. Денес по овие шини се движат електрични локомотиви со брзина од 125 мили на час. На 26. септември 1941 година, во столице под раководство на генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија и командант на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Југославија, Јосип Броз Тито, е одржано воено-политичко советување. На советувањето на кое присуствуваат членовите на главниот штаб и представници на националните, воените и политичките раководители од Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и некои раководители од Западна Србија, уводно излагање поднесе Јосип Броз Тито. На советувањето се донесени одлуки и заклучоци по сите најважни прашања од ослободителната борба, значајни за натамошниот нејзин развиток и организација. Да се започне со организирање цврсти единствени воени формации, одреди, батальони, чети со соодветен воен команден кадар. Да се започне со организација на интендантската служба, санитетската и на службата за врски. Да се започне со создавање слободни територии во сите краишта на Југославија, за што е направен и план. Донесена е одлука главниот штаб да се преименува во Врховен штаб. Да се формираат национални покрајински главни штабови, секаде каде што се уште не се формирани.
Сиве овие одлуки и заклучоци на советувањето во наредниот период беа спроведени во дело и придонесоа започнатата борба со окупаторите успешно да се води. ...26. септември 1964 година, Вашингтон. Еден член на воениот комитет го дава крајниот извештај за атентатот врз председателот Џон Кенеди на неговиот наследник Линдон Џонсон. 15 години подоцна наодите на извештајот дека атентаторот Ли Харви Освалд действувал самостојно беа отфрлени. Кралскиот воен музеј во Лондон и сцена од еден историски настан на 26. септември 1968 година, кога документот што ја оконча Втората светска војна му беше предаден на британскиот народ од страна на фелдмаршалот Лорд Монткомери. Во 1945 година Монткомери заедно со сојузничките генерали ја потпиша германската капитулација која стави крај на војувањата во Европа. Од тогаш документот беше чуван во неговиот дом, но по повеќе кражби тој реши заедно со другите воени документи да му го предаде на музеот. Улични сцени во Осло на 26. септември 1972 година, кога Норвешка требаше да се изјасни со референдум дали да и се придружи на Европската економска заедница. Градот ја рефлектира еврогрозницата на улиците преполни со про и антинастроени луѓе. Гласаа повеќе од 2,5 милиона норвежани за тоа дали да им се придружат на Данска, Британија и Ирска како нови членови на Европската економска заедница. И одговорот беше не. Специјалните прослави во Ница на 26. септември го одбележаа почетокот на снимањето на новиот филм Цвеќето на злото. Цела галаксија од филмски звезди, како што се Рита Хејворт и Јул Бринер, се откажаа од хонорарите во корист на детскиот фонд при Обединетите нации. Во 1979 година многу светски настани за зголемување на фондот ја одбележаа Меѓународната година на детето. Пред 81 година, на 27. септември 1901 година е роден Иван Милутиновиќ, истакнат црногорски и југословенски револуционер, политички работник, борец и организатор на народно-ослободителната борба и револуцијата. По завршувањето на средното образование студира право. За време на студирањето Иван Милутиновиќ на Белградскиот универзитет раководи со Сдруженијето на марксистите. Член на Комунистичката партија на Југославија е од 1923 година. Поради неговата револуционерна дејност често е затворан во робијашниците за напредни луѓе и комунисти во Сремска Митровица, Биреќа, Лепоглава. Во 1939 година станува член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, а на Петата земска конференција одржана во октомври 1940 година е избран за член на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Иван Милутиновиќ во оружената борба е од првите денови и е еден од најсините организатори. Член е на Врховниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Југославија, командант на главниот штаб на Црна Гора, вечник на АВНОј и член на неговото председателство и на Националниот комитет за ослободување на Југославија. Се до неговото трагично загинување на Дунав на 23 октомври 1944 година, Милутиновиќ се бори во сите најпознати и најголеми борби низ цела Југославија. Прогласен е за народен херој. Силвија Панкхурст, ќерка на познатата активистка за женските права Емелин Панкхурст, почина на 27. септември 1960 година. Следејќи ја својата мајка, Силвија ги бранеше женските права и оформи повеќе лондонски бранши на женската општествена и политичка унија.
Нејзината работа често ја доведуваше во конфликт со властите и повеќе пати беше затворена. Нејзината смрт растажи многу жени во светот. Вашингтон, 27 септември 1963 година. Еден организиран престап ги погоди уште еднаш насловните страни на весниците во Соединетите држави, кога мафијашот Џозеф Валачи изнесе докази пред исследничките сенатори. 60-годишниот њујоршки гангстер се криеше повеќе од една година и за неговата глава во подземјето беше распишана награда од $100,000. На 27 септември 1974 година председателот Мао во Пекинг ја поздравува сопругата на председателот на Филипините Маркос. Маркос, придружувана од нејзиниот син Фердинанд, беше дојдена на специјална посета во Кина за разговори во врска со политичката ситуација во Југоисточна Азија, како и за подобрување на билатералните односи меѓу Манила и Пекинг. – 27 септември 1965 година, додека еден камерман ги снимаше рутинските изведби на изградбата на еден автопат близу до Велингтон на Нов Зеланд, се случи нешто неочекувано. Додека еден булдожер копаше земја на еден рид, еден голем камен се олабави и се стркала по стрмината, удирајќи еден работник. За среќа тоа беше ретко и чудесно одбегнување, така што работникот остана само со добиен шок и модринки. 27 септември 1965 година. Камерите фаќаат уште еден редок момент. Поддржана од Арт Арфонс, неофицијалниот светски рекордер во брзина по копно за мажи, Бети Скелтон, службеник на една рекламна агенција во Детројт, поставува нов светски рекорд за жени за брзина на копно. Поранешниот рекорд изнесуваше 226 милји на час и господицата Скелтон брзо го надмина со својата специјално дизајнирана джет кола. Официјалниот рекорд изнесува 277,62 милји на час. На 28 септември 1914 година во Скопје умре Стеван Стојановиќ Мокрањац, наистакнат и најпознат српски југословенски музичар. Роден е во Неготин во 1856 година. Музичкото образование го започнал во Белград, а потоа продолжил во Минхен, Рим, за да заврши музички конзерваториум во Лајпциг. Стеван Мокрањац по завршувањето на студиите започнува да работи како професор во Белград и е основач на првото музичко училиште во Србија. Тој е еден од најголемите писатели на музички дела. Пишува и компонира хорски композиции, соло песни, сценска музика. Покрај тоа, Мокрањац има напишано и голем број студии од областа на музиката, од чии дела голем број генерации се инспирирале во своето музичко образование. Салсбури Плейн, Англија, 28 септември. Во експерименталната воздушна база Боскомб Даун, вниманието беше насочено кон пистата каде што ТСР-2 летнуваше на својот пробен лет. Шефовите на авиацијата, како и високите личности од Уајтхол, се собраа за да видат како овој авион, што чини повеќе милиони фунти, ќе ги мине елементарните тестови. Тестот не беше ригорозен. На овој настан се беше добро и летот беше успешен, но авионот никогаш не стигна во производство. Британската влада се сомневаше во неговите способности за опстанок и така белата птица официјално премина во бел слон. Уште еден главен град, Копенхаген, Данска. На 28 септември 1977 година царот на Јапонија Хирохито и царицата Нагако примаат ројален поздрав од кралот Фредерик и кралицата Ингрид. Тоа беше првиот ден од посетата на јапонскиот монарх на Данска и всушност неговото прво застанување на патувањето во Европа. Другиот ден тој го мина во разгледување на туристичките атракции во Копенхаген.
На 28. септември 1966 година председателот на Замбија Кенет Каунда пристигна во Уганда и на аеродромот беше пречекан од председателот Оботе. Двајцата лидери дискутираа за заедничките теми што следниот ден требаше да се изнесат на самитот на лидерите на источно-централните африкански земји во Кампала. На 15-тото јубилејно заседание на Обединетите нации во 1960 година, југословенската делегација ја предводеше председателот Јосип Броз Тито. За време на заседанието Тито се сретна и разговараше со голем број светски државници. При тоа Тито со Насер, Нехру, Сукарно и Нкрумах се договорија да му поднесат на Генералното собрание резолуција по која се бараше обновување на преговорите меѓу Советскиот сојуз и Соединетите американски држави, прекинати по неуспехот на Париската конференција од мај 1960 година. Во резолуцијата посебно се подвлекува отворените меѓународни прашања да се решаваат преку преговори. На 29 септември 1972 година британски војници трчаат во заштита во Белфаст, Северна Ирска. Двајца луѓе загинаа, а најмалку 7 беа повредени, кога припадниците на Ирската републиканска армија поведоа 6-часовна оружена борба во римокатоличката област Фолс Род во Белфаст. Се случија многу други инциденти, како што е подметнување бомба во еден католички бар, каде што беа повредени 15 луѓе. Уште поголеми драматични настани се случија на 29 септември 1952 година, кога Џон Коб се обиде да постигне нов светски рекорд на брзина во вода во Шкотска. Беше готов да го урне рекордот од 141 милја на час поставен од Малком Камбел пред 10 години, кога чамецот Крусадер се преврте и Џон Коб загина. Пабло Казалс, познатиот шпански виолончелист и диригент, на 29 септември 1963 година во Лондон раководеше со изведбата на неговиот ораториум Ел Песебре. Придружуван од својата сопруга Марта, 86 годишниот диригент пристигна во градскиот хол Хамерсмит да раководи со оркестарот на Лондонската филхармонија и беше пречекан од британскиот диригент Сер Адриан Болт. Престојувањето во Лондон всушност беше дел од неговото патување за мир во светот, кој започна во 1958 година, кога Казалс настапи во Белата куќа во Вашингтон. На 29 септември 1957 година во Финска беше погребан најголемиот фински композитор Сибилиус. Тој почина на 92 годишна возраст и беше многу почитуван како последен од големите светски класични композитори. Неговата мирна музика беше инспирација за милиони луѓе во светот. Во село Горно Врановци на 30 септември 1944 година излезе првиот број на весникот Наша хроника. Во Наша хроника се изнесени големите размери и растежот на Народно-ослободителната војска во Македонија и борбата што се водеше со окупаторите во Македонија. Во весникот беа набележани постигнатите успеси во организирањето на новата народна власт преку Народно-ослободителните одбори и други прашања сврзани со Народно-ослободителната борба во Македонија и во Југославија. 30 септември 1946 година. 10 месеци по првото влекување во судот, бившите водачи на германскиот Трет рајх се подготвуваат да го слушнат решението на Нирнбергскиот суд. Меѓу обвинетите се наоѓаат поранешниот шеф на авиацијата Херман Геринг, кој подоцна откако беше казнет со смртна казна, изврши самоубиство. Поранешниот министер за надворешни работи Рибентроп и некогашниот заменик на фирерот Рудолф Хес, кој беше казнет со доживотна робија. Беа изречени вкупно 12 смртни казни,
2 kazni doživotna robija i 2 kazni dolg zatvor. Zapaden Berlin po 20 godini. Točno na polnoć dvajca maži po 20 godini pominati v zatvor, spored kazne izrečena vo Nürnberg, se puštat na sloboda. Albert Speer, minister na vojenata industrija, i von Schirach, vodač na Hitler-Jungen i guverner od Vijena. Po oslobodovanju to očekuva da povedat normalen život so svojite semistva. Poranešniот британски протекторат Боцвана на 30. септември 1966 година беше официјално прогласена за независна. И во истиот ден председателот СРЦ Кама даде заклетва. Во присуство на голем број луѓе беше симнато старото знаме и се возвиши знамето на Боцвана, објавувајќи дека земјата е 38 независна држава во Африка. Москва, 30. септември 1977 година. Господја Алјенде, вдовицата на поранешниот чилеански председател, ја добива Лениновата награда за мир од председателот на Меѓународниот комитет за награди Николај Блохин. Господја Алјенде ја доби оваа висока награда 4 години по убиството на нејзиниот сопруг, председателот Салвадор Алјенде, од страна на воената хунта. Уште една позната жена се појави во вестите на 30. септември 1960 година. Тоа беше Джейн Мейнсфилд, русокосата американка придружувана од својот сопруг Мики Хариктеј, некогашен мистер Универсум, пристигна во Атина да ја почне работата на нејзиниот нов филм. По неколку години таа трагично го загуби животот во една сообраќајна несреќа. На 1. октомври 1910 година во Скопје започна да излегува вестникот Социјалистичка зора, орган на социјалдемократската организација во Скопје. Овој вестник имаше големо значење за ширењето на социјалистичките идеи во Македонија. Во 1920 година Социјалистичка зора е орган на Социјалистичката работничка партија Комунисти во Македонија и излегува се до забраната со злогласната обзнана со која е забранета Комунистичката партија на Југославија. Први октомври 1942 година. Москва објави дека многу се подобрени советските позиции во Сталинград и дека отпочнува советската офанзива кај реката Дон. Црвената армија длабоко навлезе во линијата на германското лево крило и во жестоките борби им нанесе тешки загуби. Додека советите навлегуваа преку уништените предели, вестникот Краснаја звезда објави коментар во кој пишува дека германската армија веќе има загубено повеќе луѓе од што во Кајверден во текот на Првата светска војна. Јорданскиот крал Хусеин својата прва официјална посета на Москва ја направи во октомври 1967 година. По поздравувањето со Подгорни, кралот во присуство на голем број луѓе изврши смотра на почесната гарда. Ова беше дел од посетите на многу земји што кралот Хусеин ги направи по јунската војна со Израел. Во текот на престојот во Советскиот сојуз, кралот водеше разговори со председателот Подгорни и други министри во врска со Средниот Исток, како и за советско-јорданските односи. На 1. октомври 1966 година во Џакарта, Индонезија, против бившиот министер за надворешни работи доктор Субандрио се поведе судски процес. Во преполнетата судница Субандрио, некогашната десна рака на председателот Сукарно, пред појавувањето во судот 7 месеци мина во затворска самица. Тој беше обвинет за учество во заговор за симнување на владата и за субверзија. Субандрио беше осуден на смрт, но подоцна смртната казна му беше заменета со доживотна робија. Минхен, Западна Германија. Тука секоја година се одржува најголемиот фестивал на пивото во светот. Наречен е Октомвриски фестивал, а се одржува на една ливада во градот. Тоа всушност е настан чија историја потекнува од пред 1 век.
Na festivalot od 1966 godina bea izedeni 350.000 pilinja i 1,5 milion kolbasi. Najgolemiот biznis go napravија производителите. Илјадници жедни купувачи навалија на 7 огромни шатори со пиво, а секој шатор собира по 2000 луѓе. Шаторите ечеа од звуците на традиционалната баварска музика и од бучното пеење и танцување на оние што се забавуваа. По 12-часовно пиење, токму пред полноќ, завршува и годишниот фестивал. Се што е останато е само големиот мамурлак.